Време е за еден разговор кој што верувам дека ќе им помогне на жените. Конкретно е правена студија во Брегалничкиот регион колку жените одат на редовни прегледи, колку правото на здравство што им го овозможува државата, бесплатни гинеколошки прегледи, исто така тест за мамографија и останатите тестови како ПАП, кои што се прави на годишно ниво, се навистина бесплатни и дали жените ја користат оваа прилика. И покрај тоа што малку конкретно ќе се насочиме на истражување и на анкета од Брегалничкиот период, верувам дека ќе имаме и некои сведоштва за останатите региони. Се разбира од вас, почитувани гледачи, нашите линии ќе бидат отворени, за да може да се јавите, да си го кажете своето размислување, дали сте биле на гинеколошки бесплатен преглед, дали сте добиле покана, а исто така и доколку имате некое прашање до мојот соговорник, ќе може да го поставите. Заедно со мене утринава од невладината организација Кам Делчево, Зоран Биковски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, Елена. Добро утро за гледачите на Сител. Чести задоволство ми е повторно да видам гостин кај вас во емисија. Мора да кажеме дека живееме во едно специфично време, кога живееме со новата реалност, време на COVID-19, па токму заради тоа ќе кажеме дека репродуктивното здравје и здравјето на децата од исклучителна важност. Ние спроведовме истражување во текот на 2019 година во кое што ги анкетиравме жените за тоа како тие одат на гинеколог, кои се предизвиците и дали е зголемен бројот на посетите на гинеколог. Мора да кажеме дека истражувањето е поддржано од Институт Отворено општество или Фондација Отворено општество Македонија и ни е голем поддржувач во сите тие активности. Од самиот терен увидовме дека благодарение на 10-годишната работа, кога да речеме ако порано само 30% од жените одеа редовно на гинеколог, збориме за жената ромка, сега имаме ситуација да речеме во Делчево над 90% од жените ромки имаат изберно на гинеколог, околу 60% од нив најмалку еднаш годишно одат на гинеколог, што е раст дури од 50% ако ги споредиме со претходните години. Најдобра е ситуацијата во село Црник, од друга страна Пехческо, каде што повеќе од 70% отишле на гинеколог и направиле најмалку еднаш редовен преглед кај гинеколог. Најлоша за жал состојбата е во Виница, иако имаме драстично подобрување, меѓутоа и само 40% отишле на гинеколог. Сега, ги видовме кои се и предизвиците. Од една страна, согласно истражувањето се гледа дека, за жал, најмалку одат на гинеколог лицата, жените од 18 до 25 години, посебно ако не стапиле во брак, очигледно дека тука се работи за некои наративи од друг тип, културолошки, на кои треба ние да поработиме како граѓански сектор, и жените што се над 60 години. Меѓутоа, како главен проблем, посебно во Виница се јавува дека над 75% од жените им е наплатен за редовен преглед повеќе од 300 денари, што е незаконско наплаќање. Тоа сакав да прашам и да бидам директна веднаш. Точно ли е дека и покрај тоа што, нели, државата обезбедува бесплатен ПАП тест кој што се прави годишно, точно ли е дека гинеколошките прегледи на овие жени им биле наплатувани? Да, апсолутно е точно дека им се наплатувани и тоа не само во Виница, туку и во Кочини. Незаконското наплаќање е присутно се уште делумно и во Делчево, значително е присутно во општина Берово, а најмалку е присутно во општина Пехчево кај жените ромки. Исто така треба да кажеме, ова е согласно сведочењето на заедницата, дека и сите бремени жени треба најмалку 8 пати да идат на гинеколог за време на бременост. Сите овие прегледи со потврда дека се трудници и лабораториски испитувања и микробиолошки испитувања, сите овие услуги се бесплатни. Па да го земеме и ПАП тестот. Постои програма која што се вика скрининг за рана детекција на рак на грлана матка. Таа се спроведува на 3 години на различна годишна возраст. Првата возраст е од 25 до 38 години, втората од 38 до 49 години и третата од 49 на 60 години. Сите тие добиваат покани, значи на 3 години. Со тоа се обезбедува бесплатен ПАП тест. Меѓутоа и редовен ПАП тест, кога одите, не треба да кошта повеќе од 70 денари и за тоа треба да добиете фискална сметка. За жал тоа многу тешко се случува. Може ли да побараме и од гледачите, доколку имале некакво искуство, не мора да од Брегалничкиот регион, може би и од останатите региони во Македонија, со оглед на тоа дека ова е законско право на секоја жена. Да ни кажете доколку сте биле на гинеколог, дали ви биле наплатени услугите и се разбира по која цена, и да ми кажете сега, Зоран, со оглед на вашите истражувања, вие ги спроведовте овие статистики и се, нели е казниво со закон ако било наплатувано, а според правилата не треба да се наплатува?
Ке има ли казнени мерки некакви? Така. Или ќе се остави сте така стихино како во Македонија? За ваквата состојба се Државниот санитарен инспекторат и Фондот за здравствено осигурување со подршните единици треба да идат со своите инспектори на терен. Меѓутоа работата е, пак ќе кажам, системска. Иако знаеме дека гинеколозите се приватни здравствени установи, доколку тие согласно закон се обврзани да даваат за секоја услуга, да даваат фискална сметка и кога ќе имаме софтверско решение на кое ќе се знае дали е редовен преглед, дали е преглед по скрининг или е по некоја приватна потреба, тогаш ќе мора да искуца и да се знае колку пари треба да плати. Значи ако на фискалната пишува 0 денари, нема логика да барате 300, 500, 800 или 1200 денари доколку било прегледан жената на ехо. Значи сите прегледи на ехо исто така при редовен гинеколошки преглед се бесплатни. Меѓутоа предизвикот е уште поголем со COVID-19. За жал, ако за минатата година се дуплирани поканите за скрининг, оваа година, верували или не, ниту една жена нема добиено покана за скрининг согласно фокус групите што ги организирахме со жените ромки. Веруваме дека слична ситуацијата и кај останатите заедници. Во неформален разговор со гинеколозите утврдивме всушност дека најпрво зголемени се цените на маските, второ зголемени се нивните трошоци, пред се во испраќање на покана, затоа што треба да видите покана од 30 денари, сега е 70 денари со пропаѓањето на Евростандард банка, за гелови и така натаму, што представува сериозна бариера, значи нема мотивација кај гинеколозите да праќаат покани и да ги канат жените. Од друга страна и тие самите сакаат да се заштитат од жените да не бидат изложени на ковид инфекција и така натаму. Меѓутоа, добро, јас ми се намитнува прашањето, без разлика што сме во услови на COVID-19, без разлика што нели се случуваат работите на терен онака како што се случуваат, нели сепак треба и според законите да се прати покана, не само за скрининг, туку и за мамографија, која што исто така стана редовна процедура, па со оглед на тоа дека и октомври е месец за борба против канцер на дојка, не може да не го споменаме и тоа. Значи, дали овие жени воопшто добивале покана за мамографија? За мамографија покани добивале само жените од Делчево. За жал, согласно сведочењето... Само две Не, жените од Делчево, 40% од жените добиле покана за мамографија. Тоа е за мене многу солидна бројка, затоа што на мамограф одат жени постари од 50 години и понатаму. Од 40, оки, ќе те поправам. Ако, нека и од 40. Меѓутоа, како да кажеме, ризикот се зголемува со старостната годините, и токму затоа и веќе на 40-та година, барем мене така ме советува, дека треба веќе да почнуваат тие прегледи, значи освен она што е редовно ехо и мамографија. Ке ми простиш, сакам да им дадеме предност на гледачите, кои што се веќе на линија, можеби имаат и свои прашања, свои сугестии, свои искуства. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете. Вака, дали може да биде без име и презиме? Важи. Вашето искуство го сакаме. Вака, зошто, например, е зафатен само нели брегалничкиот регион? Затоа што Скопје, например, е катастрофа. Јас сум родила 3 деца и за сите 3 сум била кај еден исти гинеколог. Значи, се е наплатено. Од, нели, упат за крвна слика, од ПАП, од се. Значи, сега децата мои се пораснати. 4 години не сум била на гинеколог, ама не сум добила никаква покана, нити за ПАП, нити за мамографија, за ништо. Дали на докторите им се побитни парите од пациентите? Значи, можем да го кажем и докторот кај што одам, значи со име и со презиме, значи ниеден преглед не е оставен не наплатен. И тоа наплаќање, например, на обично ехо, 1000 денари. А работи со фондот. Ајде да видиме сега, ќе ни кажете одговор на ова прашање и ќе ни кажете дали е вака процедурално како што треба да биде, без разлика што работи со фондот, дали 1000 денари е вистинската сума која што треба жената да ја плати. Ќе одиме, само имаме уште еден гледач да видиме уште некое мислење. Добро утро, повелете. Ало. Повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до емисијата. Значи не се вклучив од почетокот, не знам за кого станува збор, дали е доктор вашиот гостин во телевизија. Не, напротив, меѓутоа работник во невладина организација кој што истражува на терен колку ние жените правото на здравство го остваруваме. Што е она што ни следува, а што е она што го добиваме. Така. Значи вака, јас би коментирала од лично искуство, се сложувам со предходната гледачка за Скопје и не е важно дали е Скопје. Многу ми се смешни коментари
коментарите од негова страна за мотивирање на гинеколозите. Значи, они стана фактички богаташи од кога се во приватно здравство. Ќе ви кажам зошто. Исто кажа и гледачката. Секоја жена, трудница или било каква потреба да има ке гинеколог, сето тоа се наплатува. Се наплатува од ракав, значи. Не секоја жена има пари тие да ги даде, меѓутоа ги дава и молчи. Верувам ке се јават многу малку жени, и самиот гостин ја знае ситуацијата дека е таква и за каква мотивација зборуваме. Мотивирани се и премногу мотивирани. Во текот на денот, замислите се еден гинеколог, колку наплатувања врши, фискална сметка не дава, меѓутоа, он тие пари си ги става во джеп. Разбирам дека имаат и издатоци, нели, ехо, ова, она, расипување, гелови, чуда, све. Меѓутоа, Министерството за здравство ниф им дава месечна капитација огромна, бидејќи секој гинеколог има многу голем број на пациентки, бидејќи, нели, гинеколозите се дефицитарни во држава. Тие тоа го злоупотребуваат и за жал на нас, нашиот грб на нас, жените. Значи, не секоја од нас има да даде 1000, 2000 и 3000. Башка, многу е противзаконско, замислете, на трудница. На трудница да се наплатуват пари, а знаеме дека сите тие се бесплатни. Сите имаме жени право еднаш годишно, не знам дали два пати, на бесплатен пат од страна на гинекологот. Значи, како и претходната гледачка, не влегуваш кај гинеколог без убаво да си наплатиш. Тоа не е во ред. Сите тоа го знаат и државата, и Министерството, и министерот, ништо не се превзема, верувајте. Ништо. Истото се случува и кај матичните доктори, не кај сите, меѓутоа сум наплаќала за дете, за лекарска потврда 250 денара, за обично оправдание за училиште 50 денара, што и тоа страшно противзаконско. И само едно ќе кажам, значи државата ги штити докторите како алфа омега се, значи се е тоа во ред, без нив не може, меѓутоа треба ова да престане. И вечно се незадоволни, и вечно се расправаат као немаат, као ова, она, а ние тоа пациентите најдобро го знаеме. Ви благодарам, Елена, за огледање. Благодарам. Сега ова се негативни искуства, може би некој ќе се јави со позитивно искуство. Јас конкретно, моето искуство е многу позитивно во овој домен. Не знам дали господите кои што се јавија оделе на доктор кој што нема подпишано договор со Фондот за здравство или нешто се случило друго, некаква малверзација, не можам да бидам сигурна, затоа што од друга страна па и докторите, гинеколозите за кои што конкретно посочуваат, не се тука да се бранат, така да не можеме да бидеме сигурни сосем, меѓутоа, еве Зоки, дали доколку има подпишано гинекологот со Фонд за здравство, дали прегледот тогаш би требало да изнесува за пациентот 1000 денари? Така. И па, Елена, всушност затоа и сум тука, за да се апелира, затоа што врз основа на сведочењето на заедницата, меѓутоа еве и вие овозможивте таква средина да можат и граѓанките од останатите етнички заедници да сведочат дека свесно се прекршуваат репродуктивните права на жената. Гласно да проговориме дека тоа што стои во законот не се имплементира. Пак ќе кажам, сите 8 прегледи за бремените жени треба да бидат и по закон се бесплатни. Доколку некој ви наплати, вие треба да имате доказ и да однесете или во Фондот за здравствено осигурување или во Државен санитарен инспекторат и да поднесете прива. Меѓутоа, вие не може да го обезбедите доказот. Ако ви земат пари, ви дадат фискална сметка, повторно кажам, и на неа пишува 0 денари, сигурно дека нема да му дадете 800 денари или 1200 денари. А ако даде 1000 фискална со 1200 денари, тогаш треба да напише зошто и како, а не постои таква сметка. Всушност, овие емисии всушност се за да се подигне свеста кај граѓаните и граѓанките да бидат поактивни, да си ги бараат своите права и логично е, секој гинеколог што има склучен договор со Фондот за здравство мора да ги почитува тие права. Зошто имаме уште 20 гледачи, Зуки, дали може да ги вклучиме па да се доискажете? Повелете. Не се прави истражувањето само во Брегалничкиот регион, се прави и во Скопскиот регион, поточно во Шутка. Имаме ние партнерски организации кои што исто така
вршат сондажа што се случува на терен, таму пак проблем е што нема гинеколог во Шутка. Меѓутоа и по другите скопски општини веќе се сведочи дека жените им се наплаќа и тоа ги одвраќа да одат редовно на гинеколог, со што се загрозува и женското здравје, меѓутоа и здравјето на нивните деца и на целото семејство. Така, бидејќи времето брзо ни минува, ќе вклучиме уште двајца гледачи. Повелете, добро утро. Ало, добро утро. Повелете, господјо, вашето искуство? Моето искуство не е негативно, како што велите вие, позитивно малку да бидеме, меѓутоа вистината е голема. Јас ќе му предложам на господинот Зоран до студиото, благодарение што ете вака акција има за несовесните лекари, да ги наречеме така. Има пример голем во поликлиника Чаир, гинеколог, албанец, да не го именувам по име и презиме. Така. Стручно инспекторски вака, нека појде Зоре, нека пушти свој човек, своја жена, блиска, нека ја пушти таму да и биде матичен лекар, да и направи ехо преглед. И ехо прегледот, парите кои што ги става во джеб докторот, не ги става во каса, бараше 500 денари, фискална сметка не издава, како тој доктор, така колешката каже него таму, да не ги именувам, се знаат гинеколозите во поликлиника Чаир, значи страшна криминална ситуација која што води во кривично дело. Пари во джеб, фискална каса нема на рака и го прашав, јас сестра ми ја прегледуваше, зошто не ми давате фискална, а парите ги става, јас го видов лично, не само на мене, туку и на сите тие таму, што седеа пациентки пред ординацијата, се жалеа, но меѓутоа немавме кому да се пожалиме, веројатно треба УЈП, некоја господја да седне таму да се прегледува и да го пати на лице место докторот што манипулира со пациентите. Кажа Биковски, фала ви многу. Фала, многу кажа Биковски каде може да се пријави се во ова. Одиме со следната гледачка. Добро утро, повелете. Предпоставувам дека е гледачка. Добар ден, не е гледачка, гледача. Господин, драго ми е, повелете. Вака ја ќе зборам од искуството на мојата сопруга. Значи, папот се наплаќа, не знам колку, има некој изговор. 70 денари треба да биде. Па не, поскапо се наплаќа, не знам точно колку, да не грешам. За мамографија, многу тешко е да се закаже. Верујте ми, скоро невозможно. А па ехо на дојка, па тоа е научна фантастика. Научна фантастика е, порано да ви кажам, имаше, прегледите беа врзани, мамограф и ехо на дојка. Так. Тоа е многу попаметно, многу подобро за жените и пофункционално за здравствениот систем. Може би поскапо ќе се наплаќа спрема фондот или како, тоа не ме интересира, меѓутоа ова е неверојатно негрижа за жените, за нивното здравје. Благодарам. Апел до вас, како телевизија и до гостинот, да работат на случајот тоа повторно се поврзе, за да жените може да си го остварат своите права. Благодарам. Пријатно, убав ден. Пријатно и вам. Дали е ова причина што голем дел од граѓаните и на оваа немаштија на безпарица се одлучуваат за приватен сектор на здравство и за приватна посета, па макар и да платат, а нели, вака кога во ситуација не може да се чека, како на пример преглед со мамографија, кога животот зависи, што се случува тогаш? Па, како што кажавме, постои програма за мамографски прегледи и гинекологот треба да го упати на мамограф. За жал, очигледно, повторно ќе кажам, во делот на мотивација и на реализирање на нивните обврски, сега согласно ковидот дополнително се демотивирани. Работа е на државните институции да воспостават ред и конечно еднаш за секогаш да престанеме да плаќаме за нешто што не сме должни. Можеби подпишана Истанбулска конвенција, еден куп конвенции или се бара 50-50 жени застапеност во парламент, во државни институции, на раководни. Меѓутоа, ако самите тие не излезат на телевизија, кај вас во емисија, во другите емисии да зборуваат дека нема да платиме. Еве, ние нема да платиме, ве поттикнуваме и вие не плаќате, и да се направи кампања и да има строго казнување, ќе биде многу подобрено. Меѓутоа, тоа се одразува и на детското здравје. Согласно истражувањето се гледа дека токму овие наплаќања придонесуваат да жените
по пораѓањето, наместо во рок од 30 дена да отидат на гинеколог, оние што имаат посериозни финансиски предизвици, или посебно сега со ковидот, како што ни е намален буџетот на сите, одат најчесто после 40-50 дена, кога можеби ќе се појави некоја несакана инфекција, што исто така може да влијае на целото семејство и на детското здраве. Кога зборуваме за детското здраве, па посебно, затоа што детето треба да биде однесено, новороденчето, до 7-миот ден, и е пожелно помеѓу 7 и 10 ден да биде прегледано, заради овие финансиски импликации, посебно па затоа што сега во внатрешноста не функционира програмата Мој специјалист. Значи немате во Делчево нити ортопед, нити било кој специјалист кој ќе дојде, ќе погледна, и не само за децата, и за постарите луѓе исто. Не доаѓа веќе уролог, луѓето се изложени на еден куп трошоци за да идат до штип, па немаше термини веќе 5-6 месеци, дури сега започна. Замислете дека мајки кои што имаат многу скромен приход, да речеме од 6.000 социјална помош или гарантиран минимален приход, треба да патуваат до Струмица, да платат такси, затоа што ако користиш гарантиран минимален приход, значи немаш ни кола. Вие треба да платите такси 2.000 денари, да платите за природен преглед 1.000 денари, и ако додадат D3 или некои други суплементи или што и да е лекарства, вие треба да ги платите од джеп. Многу е тешка состојбата, и затоа тука државата треба да возможи на секој граѓанин реално да го оствари правото на здравје, да ја заштитиме жената максимално, затоа што жената создава услови и децата да се развиваат правилно. Токму заради тоа, невладината организација КХАМ подели во нашиот регион никаде околу 750 прехранбени и хигиенски пакети на најранливите категории. Истовремено делевме брошури како се врши одење на гинеколог, како да се заштитите, да бидете комплетно заштитени кога одите на лекар, како се закажува мој термин и така натаму, како да постапувате едноставно да се грижите за вашето здравје во услови на ковид. И не само тоа, Отворено општество Македонија фондација потроши не само во Делчево, туку на ниво на целата наша држава повеќе од $100,000 само да се подобри тоа во ромски средини, за да се ублажи овој негативен ефект од короната, за да можат граѓаните да бидат поактивни во остварувањето на правото на здравје. И сега не загрижуваат и некои социјални состојби, како што се лицата кои што се корисници на гарантиран минимален приход, заради лошата економска состојба, најчесто голем дел од нив се и блокирани од страна на извршители. Иако во услови на ковид беше забрането да бидат блокирани од извршители, меѓутоа не само во услови на ковид, и претходно, а и постапката си продолжува, и понатаму извршителите не го препознаваат социјалниот број, па така имаме семејства кои што сведочија преку видео дека 5-6 месеци не успеале да добијат никаков приход на својата сметка. Кажете ми во тој случај, како ќе иде тоа семејство или таа мајка на гинеколог, дополнително да плати уште 400, 600, 800 денари, или пак да го земе своето дете, да го однесе на ортопед, кој е оддалечен 80 километри и така натаму. Поразителни податоци. Ви благодарам што јавно ги соопштивте и се надевам дека оние кои што се задолжени за тоа ќе поведат сметка овие работи да бидат спроведени во пракса, како што ни се кажува дека теоретски се справедливи. Ви благодарам. Ви благодарам, Елена, и се надевам дека гласот ќе дојде токму до оние кои што ги носат одлуките и кои што должни да законите функционираат и во пракса. Благодарам, Зуки.